Одиме сега, апропо зимата, може би прочитавте, голем дел од насловите последниот период е тоа дека удира вели ослабената Ла Ниња, што предвидуваат метеоролозите за наредните 3 месеци. Според метеоролошката организација, всушност WMO, се предвиди дека ослабениот климатски феномен Ла Ниња би можел да влие на глобалните временски услови во текот на следниве 3 месеци. Нели тоа подразбира и привремен пат на температурите, самиот феномен Ла Ниња тоа го носи со себе. Особено во централниот и источниот Пацифик се очекува многу региони можеби да доживеат потопло од вообичаено пак време, зголемувајќи го ризикот од поплави и суши што би можеле да влијаат на посевите. Има доста работи за кои што ќе говориме со Борис утрово, инаку уште нешто што особено се акцентира периодов е дека повторно во сценарио ни игра зимата на векот. Во Европа и поларниот вртлок вели ќе го насочи арктичкиот воздух директно кон Европа, особено во средина на сезоната. Метеоролозите разгледуваа сценарио за многу студена зима поради слаб поларен вртлок кој што би можел да донесе бранови на арктички мраз низ Европа. Особено по празниците, барем она што можев да го прочитам, експертите велат дека овој феномен би можел да овозможи пенетрација на арктички воздух и период на интензивен мраз на почетокот на годината. Овој бран се очекува да ја зафати Европа, а слаб поларен вртлок би можел да донесе една посурова зима во неколку само делови од континентот. Па така што полека, но сигурно ќе си збориме тема по тема. Се надам дека нема да рипам и јас со темите, со оглед на тоа што ќе имам мал милион прашања до вас, Борис. Утрово со нас во Утринска на Тилма. Ви благодарам за достапноста. Добро утро, благодарам. И ќе ви честитам секако сега за успешното пензионирање. Препоставам дека сега малку покротко, спокојно до оваа страна поинаку може да ги обсервирате, работите околу метеорологијата, бидејќи сепак нели тие активности кои што ги имавте постојано значи да сте во некаков аларм. Сега па може би поинаку и да се посветите на вашата и апликација за која што ќе споменеме. Како и да е, препоставам дека може би ги читате овие наслови особено за тоа дека не очекува зимата на векот, експертите дека предупредуваат околу поларниот вртлок, феноменот Ла Ниња годинава и така натаму, ама ајде би започнал околу тоа дали сериозно може да ја очекуваме зимата на векот некаде на средина од овој месец декември, па така да го започнеме можеби ово издание на Утринската. Зимата на векот. Значи, ние секако живееме во време на големи вести. И сензационалистички. Тоа, за жал, подекогаш малку ни ги зголемува, да речам, ни го менува фокусот. Но, како и да е, пред неколку месеци моделите велеа добро Ла Ниња може би или неутрална ќе биде некаде помеѓу просторот Ла Ниња и Ел Нињо. И мора веднаш да ги кажеме всушност што се овие поими. Климатски феномени. Овие поими значат еден пренос на енергија во екваторијалниот Пацифик, Тихиот океан, и тој пренос на енергија може да се случи во две насоки. Едната е кон запад и другата е кон исток и кон Јужна Америка. Овој пренос на топлина одлучува во одредена мера во годините за подолг период. Оној дневен период обичен за топлување на почвата и пренос на енергија е, да речеме, и создавање на невреме, го знаеме, тој е вообичаен и лесно е дофатлив за нас, се случува во денот, попладне нарастување времето и готово е. Но овие се долготрајни процеси, траат и 6 месеци до 12, се случуваат периодично, но не се случуваат во 24 часа па да ги издогледаме. Овој процес е долготраен, со повеќе месеци, периодата е неправилна, секако има некоја своја правилност, но на крајот, овие преноси на енергија, најпрви во одредена мера локално, значи за Азија, Југо-источна Азија и Јужна Америка, значат, имат решавачка улога во тоа колку врнежи ќе има, колку екстремни врнежи ќе има и она спротивното, што исто така е многу тешко здогледливо, дали ќе има суша. Значи, и сега ќе се вратам кон овие појави.
Ова лето имавме ланиња во најава дека чекајте, нема да има неутрална фаза, ќе има слаба ланиња. И тоа на некој начин моделите веќе во себе имат вградено, нумеричките модели кои математички пресметуваат нанапред што ќе се случува на ниво на целата земјина топка, вклучувајќи ги и океаните и атмосферата. И овие модели имат внатре во себе вклучен механизам на појавата Ла Ниња и Ел Нињо. И тие велеа ќе имаме слаба Ла Ниња. Затоа и се повеќе се збори дека ослабената Ла Ниња овој пат доаѓа. Ослабена веќе станува неутрална, повторно се најавува неутрална, но јас ќе кажам што тоа значи за тој поларен вртлок, вортекс, што го пишуваат сите, и ова се вклопува во оние големи вести. Прво, добро е што и се дава важноста на метеорологијата, но ослабениот вртлок, да речам, е всушност кружењето и една ограда за многу студениот воздух во овој случај на Северниот пол. На Северниот пол, ако се кружи во една правилна ротација, еден правилен круг, студениот воздух останува ограничен сосема далеку на север. Ако малку ослаби во одредена мера, тоа е поради влијание на преносот на топлина од екваторот кон север, настанува едно бранување на таа гранична површина на многу студен воздух. Тоа бранување, да речам, еве, веројатно и пред, ќе кажам, 10 дена донесе преку Западна Америка, Северна Америка едно застудување, а и сега во најава има уште едно, и би можеле да кажеме дека тоа се случи и поради промените кои ги имавме како Ла Ниња во овие месеци. Се предвидува дека таа ќе ослаби, но она што е важно, ако имаме бранување на границата на студениот воздух сосема на север, тоа бранување некогаш значи спуштање на многу студен воздух, многу по-на југ, и пред се Германија, како што споменуваш, и Германија или Централна Европа, тоа не значи дека ние толку многу сме загрозени од тоа, но ние понекогаш нас ни влијае и антициклонот од североисток, од Сибир и од Русија, и тој умее да навлезе тука на југоистокот на Европа и да ни донесе голем студ. Само да кажам едно многу поважно нешто. Ние не треба да бараме од метеорологијата да ни даде изгледи за следната зима, а да го занемариме моментот. И важен е моментов. Имаме многу убаво време. Дури нам ни студи -1. Но всушност -1 е топло време за утро кое е ведро. Значи имаме ведро утро, на планините вчера имавме над 10, во котлините исто така понекаде од 10 и некој степен повеќе. Ова е многу топло време. Вчера имавме најтопло, највисока температура на 1500 метри над нас, на овој дел од Европа, нашиот дел, мислам, југоистокот. Ова значи едно нешто што ни бега од вид. Секако дека ќе има навлегување на многу студен воздух во следниот период, зимо е, но ние треба да сме секогаш во моментот свесни за она што се случува над нас и околу нас со времето и со се друго секако. И тоа е важното и тоа треба да го на некој начин да го очекуваме од метеорологијата. Јас ја сакам секако прогнозата, па и на Светска метеоролошка организација за следната зима. Ја сакам приказната и за рана најава. Јас ја слушам 40 години и уште се зборува, но луѓето во Стајковци не починаа од
погрешна рана најава, тие починаа заради тоа што немаше брз одговор. Во моментот кога како што нарасна состојбата во Стајковци, јас сум сведок и на повеќе други несреќи, па и на убави времиња, но и за жал и на несреќи, за кои знам како нарасна и како се случија, но нашите системи постојано барат рана најава и готово. Всушност ништо не е готово. А не делување на моментот, тоа што го споменавте и пред да се Брзиот одговор е она најважното кое спасува човечки животи. Оваа реченица сум ја кажал и друг пат. Так. А раната најава е нешто за кое добро ние ќе буквално ќе спасиме нешто од материјалните добра. Животите се губат поради слаб, брз одговор. И тоа најмногу сакам да го споменам. Да, и тоа што предвидува можеби метеорологијата и она за неколку дена, некако што кажавте и во моментот. Уште малку би ве прашал околу поларниот вртлок, кој што често се споминува низ медиумите, но ретко детално можеби се објаснува кои конкретни параметри Борис укажува дека поларниот вртлок слабе и како тоа изгледа можеби на моделите кои што ги следите и вие како метеоролог. Значи, порано имаше одвоени модели за вода, за океаните и одвоен модел за атмосферата. Тие денеска се заедно. Бидејќи водата и воздухот се флуиди, родни не се. Цврстите тела, значи копното и на некој начин и ние, не сме толку блиски во размена со енергија и не на таков простран начин како што се допира океанот со атмосферата. И тука моделите ја пресметуваат промената на енергија и преносот на енергија на огромни пространства. Еден неутрален процес од овие процеси што ги споменуваме е промена од плюс 0,5 до минус 0,5 степени во однос на просекот повеќе годишен. Веќе ако имаме од 0,5 плюс 1 затоплување, ние велиме ова е слаба ланиња. А уште повеќе би била изразена. Значи, таа една мала промена на огромно пространство, значи многу енергија дополнителна во атмосферата, а тоа пак значи побурни процеси кои можеме да ги на некој начин да ги сметаме како вкупно пресметано во равнотежа, но тие на полокални размери нараснуваат до екстремни појави. Вортексот има некои правилности и тој го споменав јас, тој е правилна кружница, сепак во одредена мера правилна, околу северната капа. Но тој, кога ќе се забранува, често знае да навлезе особено на истокот на Северна Америка, а потоа како второ бранување да се спушти и врз Европа, често пати заобиколувајќи го брегот на Англија и Шпанија. И да достигне и до нас. И тука при ведро време и изведрување ние може да добиеме многу пониски температури од ова минус 1, кој е навистина убаво, а денеска денот ќе биде многу убав. Одлично. Последен пат, вели, кога меридијанот временски модел доведе до зимата на векот во Германија бил во далечната 78-79, тогаш луѓето доживеале од она што може да читам прилично обилни снежни врнежи, бури и невообичаено ниски температури. Сега сегашните временски модели, пак ќе кажеме, сензионалистички теми наслови постојат кои што може да ги прочитаме, меѓутоа покажуваат претежно некоја блага, можеби, слика за деновите околу католичкиот Божик или почетокот на зимата календарски, иако нели ќе има повремени отстапувања од студот. Дали би прашале конкретно овој потенцијален студ влие врз енергетскиот систем во Европа, апропо газ, струја, транспорт, еве чисто низ твоја призма, и кои региони можеби во Европа се најранливи ако вакво сценарио, поточно експертите сега нели споделуваат на изразено арктичко навлегување на ладен воздух? Па, секако има влијание. Јас ќе се вратам од таа Европа и во овој дел од Европа. Значи, ние малку во овие денови го губиме снегот на планините. Многу е топло,
на Шара, на Солунска, се истенчи снежната покривка. И ако ја гледаме таа се уште снежна капка, се уште, да, и но прекривка, таму е над 10 степени преку денот, сонце и секако се намалува. Тие топења не се толку големи, па не се чувствува во Вардар, но тој не е мал, ако го погледнеме сепак. Така. Значи, секако ќе имаме потреби од дополнителни врнежи од снег и тие ќе ни требаат. Она што јас ќе споменам само едно. Одлучуваат на пократок временски период, решавачко е за промените во тој поларен вортекс, овој климатски феномен што го спомнуваме на екваторијалниот Пацифик. Но многу порешавачко ќе биде ослабувањето на голфската струја, кое останува во сенка некако. Ослабувањето на голфската струја во 17-тиот или 16-тиот век, да не сгрешам, донело замрзнување на Западна Европа. Тоа може повторно да се случи, најавите се тие, но сега нешто многу поважно. Вештачката интелигенција стана креатор на содржини на интернет. Да, за жал и ќе ве прашав за тоа истото. Ете, значи до 22 година се смета дека ние имавме вистински интернет. Или на интернет беше вистината. Денес креатор на содржините на интернет станува вештачката интелигенција, а таа трпи влијание од човечкиот ум. Можете да ја зададете задача и ако доволно ја заобиколите на некој начин, таа може да стане, така да речем, ваш слуга, но за штета на другите. И опасна играчка во случајот. За штета на другите и голем број на содржини постојано не бомбардират. Да не го губиме моментот и краткорочната прогноза поради иднината, која секако треба да не биде, така да речем, исто во рамките на нашето внимание. Ќе ве прашам сега и за влијанието можеби врз Балканот и Македонија, меѓутоа чисто вака од децениското ваше искуство, кои се најстудените зими кои што биле забележани во последниот век во Европа и што има можеби заедничко со оваа тековна ситуација? Дали има некои индикатори што потсетуваат можеби на некогаш 2012-та, 2003-та, па дури било и 85-та година, некои, така да речеме, познати студени екстреми? Да, па добро. Значи, јас сум сведок дека порано се правеа, така да речем, споредбени анализи и се бараше, ако доцната есен е ваква, тогаш бараме паралелно одвивање за некоја подалечна зима што имала таква есен, ако ме разбравте. Значи. И на тој начин и управата за хидрометеоролошки работи пресметуваше таков вид на прогнози. Но тоа време помина. Така. Паралелите од тој тип веќе не се ни потребни. Зашто пресметките сега се на големи компјутерски системи и модели кои вклучуваат многу процеси, изгора на тоа и вештачката интелигенција во вистински раце и овде ќе помогне. Сега вистински раце, тоа веќе кај нас станува проблем е секако ресурси. Вештачката интелигенција бара многу ресурси за да вие можете да експериментирате или да создадете нешто, или таа на вас да ви создаде. Така, да комуницирате со неа во случајот. Таа на вас може да ви создаде многу добри резултати. И пак ќе кажам, не ви дадов директен одговор за зимите, бидејќи јас секако најмалку се занимавам со некој вид статистика, особено историска, некои ги паметам, но пак реалната состојба во моментот дава насоки на моделот кој се пушта на буквално на секои 10 дена климатскиот модел за нови прогнози нанапред. А овие за пократкорочни и среднорочни се пуштат на секои 6 часа дури глобалниот модел, пресметува одново состојба за целиот свет, за да се види
чекајте, уште нешто се случи во меѓувреме што треба да биде вклучено. Така. Само уште малку околу поларниот вртлок. Дали постои нека временска рамка во која што, да речеме, метеорологијата или метеоролозите можат со сигурност да кажат дека ситуацијата со поларниот вртлок некој пат станува критична? Вака сега. Добро. Тој поларен вртлок е интересен. И тој го држи студот на северната топка, на полутопка во зимо. А го држи и студот на јужната полутопка, кога тука кај нас е лето и не ни интересира нешто многу. Тие поларни вртлози стануваат неправилни поради пренос на енергија, како што споменав, кон север на северната полутопка и кон југ на јужната полутопка. Дали може да се насети преку климатските феномени како што ги споменавме и конечно секогаш во најблиската моментална состојба која е утврдена над целата полутопка, а не локално. Потешко е да се одговори што одлучува, но секако преносот на енергија е многу важен и особено од океаните кон атмосферата. Мора да кажеме дека Средоземното море беше голем резервоар за енергија кој помогна на оној циклон што ни ја замати водата во Тетово пред некои денови. И тука треба ние да бараме шансата за добро снаоѓање во состојбите со времето. Поларниот вртлок може многу ниско да се спушти, но пак ќе ни остане на некој начин, ние сме малку подалеку. Ќе дојде до нас, ќе ни застуди, некојаш ќе се задржи и подолго време, но ние треба да ги уловиме послабите состојби во кои нешто можеме да сториме. Оние температури од минус 20 и нешто и 30, минус 30, тие се реткост и тогаш... Како да стануваат во минатото. Да, се сокрија поради затоплувањето, но тука се некаде. Присутни се, Ќе се случат. Ќе се случат. Сега околу влијанието врз Балканот и Македонија, дали можеби да почувстваме некаква појава, ајде повторно ќе кажам, бидејќи се очекува некако постудена воздушна маса да продре и во јужниот дел од Европа, подочно кај нас, во или околу католичкиот Божик, во овој период од декември, дали можеби да се очекува малку по екстрем ниски температури со оглед на тоа дека и покрај тоа што е ослабена ланиња, сепак ќе донесе можеби некакво уживање за, ајде да речеме, во голем дел од македонците, па да ги искористат можеби и снежните авантури, па дури и во централните градски подрачја, а не само на планинските делови. Дали се очекува такво нешто? Овие денови е многу убаво на планините. Се уште има нешто снег, иако така се топи, и така ќе биде во следните 10 дена. Дури таму некаде на 10-тиот ден има услови за некои врнежи, но тоа е далеку и може малку и да се измени. Она што е битно, во следните 10 дена ние и понатаму ќе имаме потопол воздух од обичаеното. И тоа значи пријатно време, иако нам ќе ни студи, бидејќи ние со најава на токму и со оваа моја реченица, луѓето очекуваат да е топло. Не може да е топло во декември, поготово што ќе влеземе во втората половина, но релативно топло време во следните 10 дена и понатаму останува поради присуство на надпросечно топол воздух на височина. Во котлините, бидејќи ќе има повремено и влага, во котлините со магла, вчера имавме места каде што температурата беше и до 3-тиот степен, затоа што се задржа магливо преку целиот ден на 2-3 места само во Републикава, но тоа само покажува оние кои денес ќе имат сонце ќе биде многу топло. Оние кои ќе останат во малку магливо ќе велат па добро, ништо не осетив од ова, но така е, сепак е ова студениот дел од годината. Од годината, да. Како што кажавте, можеби дали се очекува И јас да кажам дека 2 апликации се направени за мобилни телефони.
Една за корисниците за секој момент да видат што се случува. И со објаснувања директно што значи сликата. Она што ние не создадовме со децении наназад е тоа што ние не создадовме стандард во известување во вид на слика. Една слика е 1000 зборови. Сообштенијата од текстуален облик, позади кои сите стојат, но всушност човек нема слика. Меѓутоа, за жал, и нерелевантни автори извори. Тоа е уште еден дополнителен проблем. Сакам да кажам дека една слика која стандардно, постојано ќе објаснува состојбата, ќе се доближи до луѓето и нема да ги тера да одат на Јахуведер, Акуведер и да барат таму нешто што тие само насетуваат дека може би има некакво значење и некои ќе подразберат повеќе, некои многу ќе разберат, а некои ќе гледат. Јас имам еден коментар на Facebook многу убав. Викам, многу се убави овие твои слики, но ништо не ги разбирам. И тоа беше голема опомена сушност за мене. Може да ми е точна сликата за состојбата, но треба доближување. Јас затоа направив и втора апликација со помош на која постојано се обидувам секоја вечер, некоја ќе испуштам, раскажувам што се случува над Европа, а потоа во југоисточна Европа. Мене ме нема на видеото, но гласовно и на видеото со придвижување на струењата покажувам што каде се случува и во која мера се променило во однос на минатиот ден, во која мера тоа се одразува врз течението на Вардар. И од вчера, еве заради овој разговор најмногу, бидејќи почнува сезоната на загадување на воздухот, започнав и со објавување на прогноза на квалитет на воздух. За тоа и ќе говориме, особено ќе дадам минута плюс простор, затоа што со колегата Горан и вие пред неколку месеци, што се вели, можеби, ајде да речеме повеќе од 8 месеци, најавувавте конкретно за вашата апликација Елифл, бесплатната апликација која што нели за прогноза на невреме. Меѓутоа, уште само малку би се задржал околу погледот на аспект на климатските трендови. Знам дека не вие можеби тенденција секој пат да говорите за она што ќе ни предстои можеби премногу, нели, отколку нели во моментот да се фокусираме за сегашната моментална метео состојба. Многумина се интересираат и прават некакви постојано некакви прогнози, своји лични статистики читаат така натаму, за тоа дали некој пат повторно во иднина студените зими ќе станат постудени или ќе станат поретки, Борис, или парадоксално поекстремни. Чисто едно ваше видување. Дали Ла Ниња ќе го смени курсот и ќе биде малку пообемна од ова што сега во моментот може би е ослабена и повторно, еве и овој дел од светот ќе ги има, да речам, тие идилични зими и постудени екстремни денови. Значи, едно од последиците на промена на климата, која не е во потполност резултат од човековите активности, е тоа што доаѓа до поекстремност на климата. Поекстремност значи дека кога ќе падне дожд, ќе напаѓа многу брзо, а потоа ќе имаме период на суша. Значи, интензивирање на појавите ќе не доведе до тоа да во годината количеството можеби нема да се смени многу на наврнат воден талок на одредена локација, но брзите наврнувања ќе доведат до штети, бидејќи и силен дожд може да наштети на одредени посеви, а и да доведе и до брзи истекувања и до брзи поплави во градските средини, но исто е и за зимите. Значи, интензивирање на појавите е последица од климатските промени кои ни се случуваат последните 3 години, се најтоплите, или 4 да не сгрешам, се најтоплите откако воопшто се мери на било кој инструментален начин, а тоа е наназад некаде околу век и половина. Значи, век и половина не е многу во однос на климата, но за нас како цивилизација
во која ние сметаме дека владееме со состојбиве е многу и особено во овие 3-4 години имаме брзи покачувања на средната температура на површината на земјата и тоа доведува до брзите појави. И тенденцијата ќе биде ваква иста понатаму? Да има пораст? Тоа е веќе прогноза на климата и сценаријата за климатските промени, кои има 3 главни сценарија. Јас го сакам средното, кое покажува, секако сите 3 покажуваат дека и понатаму ќе имаме раст на температурата, а со тоа интензивирање на појавите, но тоа е умерен раст и во овие сценарија 3 вклучени се дали ние ништо нема да сториме, дали нешто барем ќе сториме или ќе пуштиме така да оди. Тие се 3 главни сценарија грубо раскажани. Ќе имаме поинтензивни појави, тоа е секако, значи побрзо ќе наврнува, овде ќе видиме побрзи врнежи и од друга страна и подолготрајни суши. Оној еве некаде може да се спомне дека оној ќе кажам појас во недостаток на збор, кој е на врелиот појас, кој некогаш беше до Медитеранот и до Северна Африка, некако почнавме да го чувствуваме преку лето во земјите на Јужна Европа, вклучувајќи не и нас тука. И еве уште нешто пред апликацијата, како можеби влие глобалното затоплување врз динамиката на веќе споменатиот поларен вртлок? Па, значи, затоплувањето секако, ние имавме едно големо затоплување таму негде на северот на Сибир пред некој месец. Јас морам да кажам, да на некој начин не знаат многу од гледачите, дека веќе 4 месеци зад мене, јас секој месец објавувам месечна анализа на претходниот завршен месец. Некаде утре или задутре ќе објавам и анализата за месец ноември, и тоа во глобални рамки, па европски, па потоа југоисточни рамки и кај нас. И тоа така ќе ни овозможи да видиме што всушност се случува, ама на слика, и да можеме да споредиме. Од тоа можев да видам навистина некои работи за кои јас, да речеме, не сум имал прилика да ги здогледам. Имавме едно затоплување на северот на Сибир, кон брегот таму, кон Северниот океан. И тоа затоплување, да речем, јас не најдов објаснување, но евидентно беше дека пред некој месец, не можам сега да кажам кој беше, но она што е важно, интернетот памети се. Така. Од овие простори многу малку природни науки излегуваат како материјали, но еве една секојмесечна информација климатска за претходниот завршен месец, веќе стана скоро, еве, како можеме да ја сметаме и редовна, и ќе издржам некое време да бидам редовен, и ќе биде и таму за месец можеби, и секојмесечна прогноза за следниот месец, исто така климатска, и секако морам да кажам дека податоците во светот се отворени. Малите души се уште се надеваат дека ќе ги држат податоците и со тоа ќе остварат некаква предност. Големите души одамна ги отворија и сателитските податоци, и државните архиви, и ги ставија, бидејќи на некој начин светот се предаде пред огромната бројка на информации која треба да се обработи, и можеби вештачкава интелигенција ќе помогне. Ќе помогне, во исто така веќе користиме како мудри паметно може да искористиме, да. Сега за оние кои што не знаат, откако го ставивте подписот за добро успешна завршена детинска работа како метролог, многу повеќе во пензиските денови, Борис, се фокусиравте на Елифел, македонскиот иновативен систем за рано предупредување, ќе ме поправите ако грешам, брзи поплави, кој што е создаден токму од вас, како инженер и иноватор, не залудно кажав утрово, освен што долги години сте ни тука, нели, како метролог.
Системот беше замислен, така и функционира, како отворено сигнален уред, ако можам да кажам, кој е поставен на критични точки. Тоа се плоштади, улици, училишта, населби, покрај реки ги споменавме, урбани делови со ризик, можеби од излевање и брзи поплави. Тоа се превземени податоци од хидролошки, претпоставам, сензори или врнежи, ниво на реки, брзина и така натаму, кога стана збор за Елифал? Вака, значи јас стекнав едно искуство дека се застанува во моментот кога ќе ги побарате податоците. И тогаш застанувате, бидејќи тој што ги има податоците, вели, ама знаеш, податоците се наши, и јас морав да се потпрам на податоци кои се отворени и што пошироки од нашава средина. Значи, овие уреди не се подпираат на податоци буквално од Националната хидрометеоролошка служба, но не е проблем да бидат вклучени и тие. Да се вратам на Елиф како прв, кој тука некаде во ова студио го промовиравме и тој засвети, се покажа дека луѓето не прифаќаат нови работи. Последниот семафор кој бил вид на семафор, бил прифатен кај нас, е оној на улиците, мислам, оној во сообраќајот, и тој е вообичаен. Но ова бараше... Кој што го гледаме се уште. Го гледаме, го прифаќаме, сега имаме кружни токови, и тука е се подруго, но идејата да се излезе на улица со семафор премногу испадна комплицирана. Дури и зависи од луѓе кои ги водат градовите, а тие велат, па јас правам систем, сега ти тоа што го нудиш, јас веќе почнав. И нормално тука застанува се. Но јас се префрлив на мобилните и решив дека добро, тогаш ако луѓето имат мобилни, таа апликација треба да светка на нивниот мобилен телефон. Второто е, ако јас зависам од програмери, тука повторно застанува работата. Вложувањето на средства од домашен буџет или барање на средства од исто стана проблем, тоа е многу компликувано ако работите секојдневно на некоја проблематика, треба да конкурирате на нешто на кое многу е тешко да се добијат средства. Меѓутоа, простата дигресија и покрај се, за жал, чинам дека државата се уште нема интегриран систем на rapid response или што би се превело како брза реакција на опасни состојби. Толкму вие за Елифал имавте повеќе награди и потоа ќе ја помниме годинава, тоа се нели и чинам некаде Москва, Загреб исто така добивте одличија. Најпрвен Скопје. Најпрвен Скопје, што е најважно. Се тргна. Се си тргна од Скопје, Москва, Загреб и потоа чинам дека ноемвриска награда имавте на град Куманово. Што повеќе? Мислам, тоа е можеби една од најпризнатите македонски проекти годинава. Сега, недостиг на институционална волја или инфериорност која што ви ја споделив, не знам, веројатно живееме премногу во суетно време, па меритократијата како да ја избегнуваме или секој според заслуженото треба да биде одликуван исто како и вас. Сакав да прашам околу самата апликација, дали е достапна за сите паметни уреди или се уште само на Android можеби телефоните или веќе на сите да речам мобилни апарати може да се инсталира и дали системот се прошири можеби за други природни опасности како пожари, токсични облаци, хемиски истекувања и така натаму или се фокусираме конкретно на Сега, значи заради брзите поплави апликацијата Елифал е слободна за сите. Бесплатна апликација, бесплатна мала апликација која не нуди бескрајно многу содржини, бројки, нуди слика од моментална состојба на секои 10 минути, заради тоа што појавите како брзи поплави нараснуваат во светот земено за 12 минути. Елифал беше како семафор на 15 минути, а на мобилниот е за 10 минути. Се разбира, сега немаме опасност од брзи наврнувања и таа само дава состојба
за облачноста, состојба над Републиката. Ако случајно згрмеше од ова топло време, веднаш ќе преминеше во програма за објавување за опасност од невреме, во вид на брзи врнежи и опасност од поплавување, а сега, бидејќи е зимски период, таа ќе премине во објавување на прогноза на квалитет на воздух, кој е изгубено во општеството, не се наоѓа никаде на ниедна програма за активност на никого. Би рекол. Како достапна информација во секој момент за секој. Да. Чисто вака прашање, Борис, до вас. Дали Елифал беше презентиран или покажа можеби интерес Центарот за управување со кризи или Управата за хидрометеоролошки работи и дали честита можеби конкретно, дали има некаква реакција апропо ова бесплатна апликација која што ја создадовте? Па не баш. Не баш. Всушност вака, јас откако Елиф се ги доби сите награди, појдов по канцелариите на споменатите институции да кажам дека е можно тоа да го активираме. Не потрошив време, но немаше никаков резултат, освен добро, браво, и такво нешто, и решив, добро, со домашен буџет, јас ќе одам понатаму, јас не можам да чекам. Интересна нашата суета и его апсолутно и инфериорност, така како ја чувствуваме, како да сме загрозени кога некој е многу подобар во нештото. Да споменам дека Елифал не се наоѓа на Google Store, како сите Android апликации, туку се наоѓа на GitHub, затоа што Google Store поставува многу барања за една апликација и ги ограничува старите мобилни телефони. И со тоа јас не сакав да ги изгубам, да речам, луѓето кои имат стар мобилен со стар Android, да не може да ја инсталира едноставно, да ја повика, мора да биде, да, условите се потешки и може ќе станат и уште потешки кај Google. Затоа на GitHub може слободно да се преземе како обичен линк. Информацијата е достапна на Facebook. Ресурсите се со помош на бесплатни сервиси склопени. Минатиот месец малце претерав со сообраќај и не работеше неколку дена. Ама сега ќе гледам да сум поскромен и да го склопиме декември да работи. Претпоставам дека ќе се добива на дополнување некогаш, можеби во иднина секако веќе добрата Па јас дома со сопругата ќе морам да се договорам и да купиме малце ресурси, ама тоа не е многу и ќе работи, ќе има повеќе можности. Ако овие државни институции на кои што апсолутно би требало да колаборираат и да ви го дадат френетичниот аплауз како иноватор, апропо Елифал кој што е наградува овие меѓународни сајми, што вистина импонира, еве ние ви ја дадаме поддршката и аплаузот, па можеби некој ќе се сети. Само уште нешто, кој е можеби најголемото неразбирање кај јавноста кога се говори за брзите поплави или екстремни услови така натаму, и колку беше, да речем, тука би сакал да споделам опасен чадот по Трубарево и како можеби вашите фотографии во тој период ги информираа луѓето? Значи, замислете, во Фалише Тетовско гореше фабрика со бои. Излегува луѓе да се сликат како гасат. Никој не излезе со информација што ќе се случи со чадот од една хемиска фабрика. Тетово до Фалише е многу блиско и тој чад можеше да отиде до еден голем наш град. Луѓето не ни знаеа колку е опасноста. Кога се гореше во Трубарево и во Фалише кога беше, јас објавив една прогноза за движење на чад со непознат состав, но веројатно отровен, нели? Што ќе се случи во следните часови? Во следните часови, не денови. И истото го направив и за Трубарево. Имаше таму и во почетокот на пожарот и несигурни информации. Дури јас како работам неофицијално, јас работам под допрен глас. Некојаш може лажна информација да ме натера да дадам информација за пожар, а тој да не се ни случил.
Ама откако стана евидентно дека гори во Трубарево, јас постојано давав информација што се очекува со чадот што се шири од овој пожар, па дури и си станав среде ноќ уште еднаш, за да имам обновена информација така. И утрето дента. Добро. Некои од луѓето тоа го искористија, но јас никако не ја сакам она информација која вели седете си дома, ако немате работа, затворете ги прозорците. Луѓето треба да знаат чадот каде е тие едноставно може да се преместат во дел од градот во следните час, два. И да преседат кај пријатели, а ако истокот е загрозен во следните часови, па да се вратат до вечер. Се е можно, но ако имате официјалната информација, а мојата е секако неофицијална, но јас ја направив да биде брза достапна, и конечно ова е дел од оние мануелни акции кои јас ги преземам во моментот на здогледана опасност. Активирање во моментот за нашите субјекти државни е навистина многу тешко. Тие се оградени на некој начин во процедури секојдневни, во кои тешко може да импровизират, треба да добијат одобрение, не знам што. Јас можам да си станам во 4, да ја направам со еден клик состојбата над Трубарево и да објавам за луѓето кога ќе отворат очи што треба да очекуват или во текот на ноќта ако проверуват, ако кашлат, што ќе се случи понатаму. Борис, ви благодарам од срце на разговорот. За оние кои што можеби ја пропуштија оваа премиерна епизода, YouTube каналот секако ни е достапен, па да уживаат во разговорот и честитки уште еднаш за Елифел. Се надам на уште многу по меѓународни признанија. Само што започна можеби ќе потрае уште некое време. Јас се надевам овој труд. Честитки уште еднаш. Ви благодарам уште еднаш на разговорот.